Добар ден, јас сум Љубиша Николовски. Ова е Седма сила, мои денешни гости, Лидин Дулови, председател на Асоцијата на печатени медиуми и основач на КОХА, и Сашко Димевски, новинар и представник на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Сакам да разговараме за субвенциите од страна на владата за печатените медиуми како поттик за одржлив развој. Може ли така се каже, Лидин? Па и така е насловена програмата на владата за помагање на печатените медиуми. Имаше можеби мали реакции, не верувам дека беа големи реакции зошто печатените медиуми добиваат поттик, но во времето кога сме сведоци на развој на електрониката, на интернетот, на телевизиите, на социјалните медиуми, генерално светски тренд е на опаѓање на тиражот на печатените медиуми во светот. Дали тоа беше причина што владата одлучи да ги помогне печатените медиуми на начин на кој што сакам да поразговараме денеска, но прво бидејќи ти човек од праксата ја печаташ КОХА, какво влијание имаше врз издавањето на вестникот? Дали ја олесни целата таа процедура и дали ви се добре дојдени тие средства што ги добиват од владата? Нормално дека се добре дојдени и беа неопходни за одржување на континуитетот на постоечките вестници во Македонија. Ја би сакал да се навратам малце некои 15 години, 20, до 2004 секоја влада даваше субвенции за печатените медиуми. И тој износ во тоа време беше 1 милион евра. Но тогаш критериумите на доделување кому колку ги одредуваше владата. Од 2003 всушност се прекина помошта, а ако направиме споредба во 2003 сепак сме имале поголеми тиражи, компаниеве повеќе се огласува во печатените медиуми, значи тогаш неопходно процениле од тогашните влади дека сепак требало да се помагаат весниците до тој износ. Ситуацијата денеска во споредба со 2003 на печатените медиуми е многу пострашна. Ги имаме конкуренти ни се телефонија претежно, маркетинг агенциите не ги играат веќе печатените медиуми и затоа и во пржинските преговори како препорака од Прибе беше да владата да се сврте и да најде некое решение за печатените медиуми. Како одеше хронолошки целиот процес, ќе ви кажам, ЗНМ направи една студија каде што ја истакна неопходноста за помагање на печатените медиуми и наведувајќи неколку модели во земјите од Западна од Европската унија. И кога ќе ги споредиме сумите што ги доделуваат земјите од Европската унија, ќе ги наведам на пример Франција годишно дели до 1,2 милиарди евра за печатени медиуми. Ќе ги земам Не за печатени. Вкупно за медиумите. Добро. Да, но таа сума е 700 милиони. Кај не се 700.000? 700 милиони. Кај не се 700.000, така? Да, најинтересен пример е со Финска, каде што на 5 милиони жители има во Финска, но помошта на печатените медиуми е негде на 300 милиони евра. И како резултат на тоа, 90 не знам колку посто од финциве читат вестници. Сега кај нас вкупната сума е 50 милиони денари. 50 милиони денари, тоа е испод 800.000, но таа сума не се троши во целиот износ. Таа е наменета за печатењето и за покривање на трошоците во печатењето и дистрибуција во печатените медиуми. Ќе се навратиме на реалните трошоци и функционирањето на медиумите. Идејата веројатно дојде од ЗНМ, меѓутоа беа вклучени други институции и асоцијации кои поддржаат таа идеја. Сашко, зошто се поттикнат печатените медиуми? Дали ги третираме како општествено потребни или некој ги смета како бизнис компании кои што треба да бидат оставени на слободниот пазар, дали ќе пропаднат или не? Вие оценивте дека тоа не е добро генерално за медиумскиот простор, кој што има своја улога веројатно. Но би сакал твоето мислење. Лирим даде вовед за историјатот на ова. Јас сум човек кој што поголем дел од својата работна кариера минал токму во печатени медиуми и знам
како е да се работи таму и колку е тешко да се работи таму. Концептот е да се помогне заради тоа што тенденцијата во светот е секаде за назграснување на печатените медиуми. Зошто се важни печатените медиуми? Важни... Тоа ми е прашањето. Зошто е битно секоја држава, зошто и приби и запад важни војуваат се средства за тоа? затоа што ова што ќе го прочитате овде, кој ќе го фатите во рака, ќе ви остане. Ова што ќе го прочитате на читајќи наслов, поднаслов и нешто од текстот, ќе го заборавите за 2 минути. Меѓутоа за ова 100 години време сте го прочитали затоа што во раката што тука се праќа е многу посилна и поостанува. Добро. Печатените медиуми секаде во светот имаат улога на стабилизатори, имаат улога на предвозници на некое ново време, заради тоа што пораките што таму се праќаат се многу поинакви од креирање на јавното мнение. Тоа е секој медиум го креира јавното мнение. Добро, но и печатените се дел од таа креација на јавното мнение. Може малце јас од моето искуство да кажам, апсолутно. Не мало сум работел во телевизија, во радио и во весник. Ја исто. Можам да кажам дека ме е по-одговорно новинарството во смисла дека треба да ги отвориш очите, да не ти остане некоја грешка, затоа што тука нема навраќање па да се поправи. Нема админ и бришење на грешни. Тоа што е напечатено остана. Секој ден во универзитетската библиотека ги носиме примероциве и таму остануваат после 50 години нашите внуци ќе одат таму ќе читат и сепак не дозволува да се направи Во оваа ера на лажни вести, колку вестниците се отпорни на лажни вести? Најмалку, според сите истражувања, најмалку простор лажните вести имаат токму во печатените. Зошто? Токму затоа што е поодговорно. Проверка поголема, многу поголема од таа што ја имаш кога имаш во трка со времето, електронските медиуми се кои се во трка со времето. За да сајт, агенција, не знам, телевизија сака да е ексклузивитет. Овде и да е ексклузивитет мора да е проверен. Второ нема пиши-бриши. Има 24 часа е времето кое што точно нема пиши-бриши. 24 часа е времето за да се обмисли, да се направи, за да се пушти. Добро. На ова да се навади. Да. Еве денеска ние како вестник имаме нешто ексклузивно. Во ситуација да бевме само онлайн, ова немаше да биде комплетирано сторија и со една од страни кои што се спомнуваше, чекавме пола од денот, вчера чекавме од нивна страна да се изјаснат токму за таа тема. Во онлайн, може би за да бидеме први, да пуштиш. Ќе го пуштевме некомплетиран. Вестникот ни налага малце построги критериуми на работа. Има ли реакција генерално околу одлуката на владата втора година веќе ги доделува овие субвенции? Јас не слушнав. Оваа година дека имало, за разлика од минатата година која што имало како биле делени, оваа година морам да нагласам дека критериумите беа многу строги. Имаше значи листа од 14-15 барања кои што секој медиум требаше да ги исполни. Од прилика кои се тие генерални услови кои што завршна сметка дека поминало, дека се платени сите даноци. Трошоците на набавка на репроматеријалите, процесот на печатење, колку е? Дистрибуцијата. Се беше со фактури, да се мора беше да е покриено. на Советот на етика, да мора, има и други критериуми на вистина. Тие критериуми ги создадовме ние. Владата во тој дел можам да кажам дали имало некои 5%. Да, како изгледаше тој процес? Еве, сега само ти кажам. Траше 2 години јавна дебата во консултации со многу чинители кои што директно или индиректно се поврзуваат со весниците. Целиот процес тргна од ЗНМ, од тогашното раководство. Ние се собравме, дури и ЗНМ во тој период ние ги плати и трошоците за регистрација на Сдруженијето. Нивниот адвокат беше ангажиран. Значи, јас во неколку наврати сум го кажал тоа, без ЗНМ може би овој процес немаше да успее. Но после тоа имавме неколку дебати кај што се вклучија сите организации кои што се занимаваат со тематика на медиумскиот простор. Коморите исто така?
Ќе ги напоменам сега, и синдикатот на новинари ни даде поддршка. МИМ застана зад нас, Центрот за развој на медиуми ги поддржа нашите барања. Коморите, двете, Северозападна и Комората на Македонија. ОПСЕ, значи ОПСЕ беше нашиот главен партнер низ целиот тој процес. Дури и овие критериуми кои што се пратени до владата и според кои веќе 2 години се делат, стојат и во препорака на ОПСЕ, токму отсликани, да не речам 99% се истите препораки. Значи, потранспарентен процес, за ниедна тема во оваа држава немало толку широк консензус. Сега се наоѓаат некои колеги кои што имат поинаков став, но демократијата меѓу весниците нема реакции. Може би доаѓаат од порталите кои што се најдоа надвор од овој систем, па порталите може да зборат, ова е процес за сосема друга намена. Дека беше се транспарентно, дека беше се со строги критериуми, ќе потврди само еден податок дека еден од кандидатите, медиум кандидат за добивање на субвенции, беше одбиен само заради тоа што немаше раководителот, директорот на фирмата, немаше дадено печат дека не е кривично гонет. Сашко, уште еднаш те молам генерално, значи, која е сумата, на колку вестници се доделуваат субвенции, по кој критериум? Имаше 16 апликанти годинава, 16 медиуми аплицира, добија 12, определени од владата според одлуката за доделување на помошта беа 50 милиони, се доделија точно 43.944 милиони денари се доделија, негде околу 750.000, околу 700 и нешто илјади евра. На кои медиуми може да кажеме по колку отприлика добија? Добија сите дневни медиуми. Ги имате пред? Значи, не, овде се фирмите под кои што се заведени ги имам, меѓутоа добија Нова Македонија, Слободен печат, Коха, Вечер, Лајм, Шења, добија Битолски од регионалните, доби Зенит од Прилеп фирма, Капитал и Фокус како неделници, иако морам да нагласам дека во тој период ние кога почнавме да дебатираме, Капитал соопштија дека веќе нема да се печата, дека кида само со електронско, меѓутоа станува збор за трошоци што биле направени во текот на 2018 година и си ги добија парите што секако ги заслужува. Јас сакам и нешто да има и други медиуми кои што не се во овој спис. Сакам. Тоа да го кажам, испадна 4 медиуми кои беа одбиени од еден беше заради печат, другите 2 беа одбиени заради тоа што биле специјализирани. При одлуката на владата беше дека се доделуваат средства на медиуми кои што ДОПС формат, кои што ги покриваат сите области од јавното живење, од јавниот рекурс. Овие биле оценети и минатата година и оваа година амблок беа оценети како специјализирани, дали е за автомобилизам, дали е за градежништво, дали е за бизнис. Висината која ги добиваат секој од овие компании или вестници, според кои критериуми е? Според трошоците што се направени во работењето. Тираж, печатење и дистрибуција. Најголеми средства доби Слободен печат, претпоставувам заради тоа што имаат најголем тираж. Веќе по 14,5 милиони денари вкупно добија за печатење и дистрибуција. Нова Македонија доби 6 милиони и 800. Вечер доби 8 милион и пол милиони. Фокус доби 4 милиони и 600. Коха доби 4 милиони и 900, 5 милиони. Од тие поголемите суми што се видим, задоволни сте со висината на ова? Таа точно одразува толку трошоци сте имале, толку сте добили. Или како беше 50% добива вака. Парите што ги покриваат сите не сите, 50% од реалните трошоци за печатење и за дистрибуција, кај албанските медиуми заради потикнување на ова добиваат 70%. Значи Лајм и Коха добија 70% и Шења од трошоците што треба и уште нешто да надополнам. Други медиуми, еве на пример ова година Битолски вестник, сигурно за тоа мислите, некој документално не знам, не сум бил во комисија, но не исполнуваше некој услов. И е одбиен. Но од друга страна, ние како Асоциација на печатени медиуми веќе втора година издвојуваме средства
го нарекуваме солидарен фонд, Да. со кој што фонд им помагаме на весниците кои што не ги исполнуваат или овие општите услови или некој Или се специализира. Да, ќе се дисквалификува во поради немање на некоја целосна документација. На пример, лани ние ги помагавме независен порта која што е специализирано, Штипски глас, да, источно. Влашкиот вестник, Да. Влашки глас, мислам се вика, кој друг да не заборам. Независен сепак не влезе во оваа конкуренција. Зашто 3 години не беше на пазарот. И тоа се случи исто, престанаа да излегуваат во времето кога комисијава ние одлучува. Тој период они веќе престанаа. Претhodно. Месец може да беше. Нема доволно сила да се... Не, треба да е услов, треба да е 3 години на пазар. 3 години на пазар, последните 3 години, континуирано без прекин. Зошто решите да биде 3 години или Многу просто затоа што ние да не речам секој 4 години, но може би секоја втора година имаме избори кај нас. Се случувало барем во албанскиот дел во 2 вестника досега се како партиите, партии пред избори. Па сега да не ги обвинам колегиве, но ќе завршеа избори, ќе ги изгаснеа вестниците одма. Зависно од резултатот на избори. Сега ајде ние да го оставиме, да ја оставиме таа можност, знаејќи тука се злоупотребува, може да се случи партиеве да направат да го злоупотребат тоа за нивна политичка кампања, па ќе заврши после изборниот циклус, ќе ги добијат половина од средствата на затрошоци што ги добијат. Имаше две работи. Ја имаше две прашања. Само да околу ова. Значи сите овие 12 медиуми што добија имаат подпишано повелба кај нив договор да дадат 10% од вредноста во асоциацијата. А таа кој фонд, тој фонд после ќе се рефундира на тие што биле одбиени за да може да им се помогне и на тие медиуми, што е многу во ред како одлука. Јас би сакал да потенцирам ова како одлука на владата да им се помага на печатемините, значи духот неизин е добар, да можат да опстојат. На некој им треба, на повеќето им се очено потребни тие пари. Меѓутоа, поентата е како овие средства треба да знаеме. Како овие средства навистина се трошат после. Значи, да не биде тоа пари кои што ќе ги дадеш, ќе ги турнеш внатре, него да видиш дека тие биле употребени за развој на нова опрема, купување печатница, вработување на нови луѓе, ширење на дописничка мрежа, значи да видиме каде се трошат. И од тие причини, како еден од заклучоците на комисијава во која што работевме, беше после оваа втора година од работењето како вака со одлука на влада да се пристапи кон изработување на закон во кој што точно ќе биде наведено што се ќе треба еден медиум да понуди за да може да добие, меѓутоа после да каже и како ги потрошил парите. Бидејќи ние за минатата година, за 2017 не добивме информација како биле потрошени тие пари. Имам само уште по едно прашање, ова е интересна тема што верувам дека ќе биде актуелна и во наредниот период. Ќе се допрецизираат критериумите, можеби ќе се појавуваат нови медиуми, можеби тиражот ќе се зголеми. Дај Боже. Има тука. Лирим едно банално е прашањето, меѓутоа во еден свет во кој што живееме политизиран, во битка, конкуренција меѓу сите медиуми, ова одлука веројатно беше еднодушно примена и од сите печатени вестници, иако генерално меѓу себе сте конкуренти. Немаше никакви поплаки зошто добил некој повеќе, некој помалку, тоа верувам дека добро го примија сите. Значи, јас пак ќе кажам, имаме со различна политичка провиниенција сите печатени видео, со различна етничка провиниенција. Така е. Значи, да се стигне до таков консензус, да се усогласат ставовите според со такви критериуми според кои има медиуми што ќе добиват 20 пати повеќе од тој другиот, но исто и тој се согласил тоа да бидат критериуми. Значи има нешто кај што може да се договори. Мислевме дека во дадениот момент пофер услови или критериуми не можевме да постигнеме. И тоа е најголемата придобивка и затоа се како претседател се обидувам да ја сочувам оваа компактност на здруженијето. Многу е важно тоа, да. Затоа што секој ден се соочуваме со некои индивидуални напади на лица кои што навистина не ја гледаат широката слика, туку
сакат да проблематизираат се во... Верим, ви посакувам како Сдружение на вистина успех заради демократизација на општество, бидејќи очигледно таму има некој консензус се постигнат. Сашко едно прашање на крај. Ова идеја до која тргна од ЗНМ, која се однесува на печатените медиуми со причина бидејќи нивниот тираж почна да опаѓа, не е исто со телевизиите и другите медиуми. Можеби те работат подобро или полоша, не знам. Дали имате барање и од нив или дали размислувате некаква субвенција за сите медиуми? Или за други медиуми? Ние веќе година и пол дебатираме на таа тема. Има веќе добар дел и контакти по регионите. За нама се обидува да ги анимира регионалните центри. Значи имаме локални медиуми, регионални медиуми кои што се во очајна состојба. Дел згаснуваат, дел кубурат. Да. Работата е што се обидуваме да анимираме во раководството, во консултации со владата, се обидува да најдат начини да им се помогне на тие локални медиуми да ги задржат новинарите, дописниците. А и независноста, бидејќи тие се апсолутно, а да не бидат ставени директно влијание на општината како што е во најголем случај. Работата е да се овозможи да тие можат слободно. Медиумот во кој што работам, Македонската информативна агенција и МТВ веќе имаат речиси во секој град своји дописници редовно вработени. Работата е да можеме со тие други регионални новинари што се дописници на други телевизии да се направи пул за да можат тие да се осилат натре во секое место, да не дозволуваат влијанието на локалната политика, на локалните имотници да им ги диктира условите по кои што ќе работат. Тоа е поентата да се локалните медиуми засилат до степен да можат да реално прикажуваат сликата, јавниот интерес во општините во кои што се, а не да тераат политики. Една реченица ќе додам за на крај. Има многу проблеми, но решенијата треба да доаѓаат од ЕСНАФОД. Едно такво решение е дојдено од ЕСНАФОД, е токму ова решение. Да. Тоа треба да се продолжи со другите медиуми, со другите проблеми. Да живеат медиумите во Македонија. Ви благодарам што бевте гости, што дадовме информација како тоа функционира. Ево тоа беше изданието на Седма сила. Останете со програмата, односно утрешната програма на утрински брифинг.